Поштовани гледачи, ова е Светот денес на Тера. Еве што ќе гледате во најновото издание. Македонско семејство во Варна побарало помош од нашата амбасада во Софија. Младински лидерски камп во Крушево. Автобусот за ран детски развој го посети селото Гермијан. Нови сепаратистички напади во Украина и по прогласениот прекин на огнот. Македонско семејство во Варна побарало помош од нашата амбасада во Софија. Семејството кое беше заглавено по поплавите во Варна се чувствува добро и е насигурно. Бугарскиот црноморски град Варна се бори со последиците на најтешкото невреме во последните децении. Загинаа 14 луѓе, повеќемина се уште се водат како исчезнати. Роднините на 4-члено македонско семејство од Скопје кои за време на поплавите во Бугарија престојувало во Варна, синоќа побарале помош од Македонското министерство за надворешни работи и од Македонската амбасада во Бугарија за нивните блиски кои останале заглавени во Варна. Амбасадата во координација со Министерството за надворешни работи им дале инструкции како да постапуваат. Од МНР информираат дека засега тоа се единствените граѓани од Македонија кои се обратиле за помош по поплавите што ја зафатија Бугарија. Нема информации дали семејството таму било на одмор, но сите членови се чувствуваат добро и се згрижени. Македонија веќе понуди помош за настреданите подрачја во Бугарија. Во меѓувреме бугарските власти ги бројат жртвите. Засега е потврдена смртта на повеќе лица кои настрадаа во најтешко погодениот регион на Варна. Во Бугарија се зголеми бројот на жртвите од поплавите на 14 лица. Само во Варна загинаа 11, а во Добрич 3 лица. Меѓу загинатите има и 2 деца. Во Варна веќе е прогласена вонредна состојба, а локалните медиуми известуваат дека посебно е тешка состојбата во приморската населба Спарухово. Дел од жртвите се токму од оваа населба, а материјалните штети се огромни. Бугарија ќе прогласи еднодневна жалост, а председателот Плевнелиев ги посети настраданите региони. Европската унија најави голема помош за нејзината членка, а помош се подготвуваат да испратат и соседните земји. Поради ваквата состојба, бугарските медиуми деновиве се повикуваат на пророштвото на Баба Вања, според која светот би требало да очекува големи поплави кои со себе ќе донесат реки од трупови. Бугарските медиуми деновиве се повикуваат на разговорот кој го објави украинскиот бизнисмен Анатолий Лупченко, што го водел со Баба Вања од Бугарија непосредно пред нејзината смрт. Во разговорот, уште тогаш објавен на Радио Украина во Киев, Баба Вања открила детали од нашата блиска иднина. Во разговорот таа рекла дека во 2014 година ќе има многу човечки трупови. Според пророштвото на Баба Вања, светот напролет би требало да очекува големи поплави кои со себе ќе донесат реки од трупови. Не прецизирала кој дел од земјата ќе биде погоден, но разни јасновидци пророчуваат дека се работи за повеќе различни поплави ширум светот кои ќе се случат по топењето на снегот. И кога катастрофата ќе помине, ќе помислиме дека сме безбедни, ќе не чека уште поголем пекол според Баба Вања. Се работи за болест на кожата, епидемија наводно поопасна од сида, која ќе ги покуси мажите. Пророштвото вели дека ќе умираат во страшни маќи, а телата ќе им бидат полни со чиреви. Се верува дека Баба Вања предскажала смртта на принцесата Дајана, на Хитлер, неславниот пат на Сталин, нападот на светскиот трговски центар во Њујорк, распадот на Советскиот сојуз, датумот на смртта на бугарскиот крал Борис III, како и датумот на сопствената смрт. Денеска патувачкиот центар за ран детски развој беше во посета на селото Гермијан во општина Новаци. Основна цел на проектот е да се доближи безбедната и стимулативна средина за учење до малите деца, до местото на нивното живење во партнерство со родителите и децата. Весна Шеровска. Преку детска игра и насмевка, мобилниот центар за ран детски развој ги доближи можностите за рано учење и развој на секое дете денеска во Гермијан. Инвестираме во иднината со прекугранично партнерство е проект кој што се имплементира во рамки на ИПА програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Македонија и Република Грција. Она што ние на сите заедничко е развојот на децата и она што е многу важно е еднаков пристап на сите деца до школување. Ние кога зборуваме за школување, обично мислиме школување од прво оделение па натаму, многу малце мислиме на предучилишно образование. Меѓутоа, истражувањата покажа дека тоа е многу важно и е најважно и секогаш велат дека првите 5 се најважни на свет. Во развојот на детето е многу важно стимулацијата. Ние сите знаеме дека најдобар учител на детето му се родителите.
меѓутоа во еден одреден период тоа дете мора да биде во контакт со други деца и мора да биде на некој начин подлежно на една организирана едукација, а тоа е предучилишното образование. Овај проект ја надополнува работата на традиционалните предучилишни установи и се очекува да привлече повеќе деца во системот на предучилишно образование на еден иновативен начин во обезбедување на овие сервиси, вели градоначалникот на Новаци. Овај центар почна да работи од нова година, а ќе трае до септември месец. Ние сме како општина големи поддржувачи на ваквите иницијативи и ќе продолжиме и понатаму, ќе опфатиме и мислам и повеќе села, еве тука Гермијан, Бач, Живојно и во другите села. Општината има еден друг проект преку UNDP кој отворивме 3 такви центри во Агларци, Добромири и во Живојно ги имаме отворено. Затоа што овие млади деца, мали, сакаме да ги социализираме, да се дружат меѓусебно, да се познаваат. Тоа ни е целта на општината. И понатаму, ако треба, и финансираме и од буџетот на општината, ги поддржуваме ова цело. Со овај проект се зголемуваат можностите на сите деца да имаат пристап до сервиси кои го потикнуваат раниот детски развој и работа на подобрување на квалитетот на искуството кој децата во пограничниот регион ги стекнуваат додека растат и се развиваат. Ние ова сакаме на некој начин да го потикнеме и Министерството за труд и социјала и да ги потикнеме и сите општини, значи сите градоначалници, вакви центри да отворат во своите општини. Финансиски е многу малце, а е многу исплатливо. И секогаш велиме, еден денар вложен во дете се враќа со 17 денари. Тоа кога ќе се помножи по број на деца, кога ќе се помножи во она што се го добиваме, значи тоа се огромни пари, а многу малку сме вложиле. Сега и тоа работиме, значи со сите градоначалници, преку Министерството за труд и социјала, токму ова да почне да се применува секаде во цела Македонија. Проектот е во партнерство на Сдруженијата Лайфстар Битола, Исидор Кор и Високата медицинска школа од македонска страна и ЮНЕСКО центрите од Солун и од Церес од грчка страна. Во детското одморалиште Шула Мина во Крушево се одржува еднонеделен младински лидерски камп. Целта на овој камп е градење на средина во која младите од различна етничка и верска припадност ќе можат да ги развиваат основните вредности и да учат нови способности за градење демократски капацитет, младински активизам како и способности за личен и професионален развој. Весна Шеровска. Деновиве во Крушево се одржува младински лидерски камп. На кампот учествуваат 80 на младинци од 14 до 17 години од цела Македонија, кои зборуваат англиски јазик. Еднонеделниот камп се одржува во детското одморалиште Шула Мина, а ќе трае до 24 јуни. За тоа време младите ќе се стекнуваат со лидерски способности преку соодветни вежби за разбирање на концептот на граѓанско општество кое се базира на демократските вредности и вклучување и учество наспроти конфликт. Фокусот на теми од областа на граѓанскиот активизам, демократските вредности, здравјето, свеста за животната средина, креативни медиуми, управување со проекти и слично. Младинскиот лидерски камп е една од врвните програми дизајнирани за поттик и развој на младите луѓе како идни лидери. Целта на овај проект е градење на средина во која младите од различна етничка и верска припадност, неоптоварени од разни проблеми, ќе можат заеднички да ги развиваат основните вредности и учат нови способности за градење на нивниот демократски капацитет, поттикнување на младински активизам, како и способности за личен и професионален развој преку учење на практични вештини кои ќе го подобрат квалитетот на нивниот живот, со што би допринеле до градење на идната генерација на млади лидери во Македонија. Кампот е организиран од Младинската асоциација ИМКА од Битола во соработка со Мировниот корпус на Македонија и се организира од 2006 година. Еве што ќе гледате во продолжение на вестите. Народниот правобранител минатата година примил вкупно 1174 преставки и поплаки. И други содржини по кратката пауза. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб портал tera.mk.
Прашањето за оваа недела гласи: дали парите го уништија фудбалот во светот? Да? Не. За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. Народниот правобранител минатата година примил вкупно 1174 приставки и поплаки од граѓаните. Од нив 1054 се завршени, а 931 поплака биле прифатени од институциите на разгледување. Сепак народниот правобранител Иџет Мемети упатува јавна критика до Министерството за здравство, Министерството за финансии и ДМВР. Еве дел од неговото интервју за порталот Inbox 7. Господин Мемети, изразивте сериозна загриженост по кој знае кој пат го споменуваме зборот повторно во работата на правосудството. Јас се согласувам со вас дека реформите или во тој систем одат бавно. Јас исто така се согласувам со тоа дека не е лесно да се реформира тој систем, затоа што е многу комплексен. Прашањето е зошто? Има одговор, а одговорот е од се помалку. Видете, многу потешко е да реформираш една судска власт во општество како е Република Македонија, која има многу различности. Затоа што судската власт треба да е столбот на општеството. Тоа е парламентарна демократија. Ако законодавната носи прописи, извршната ги извршува, таа е гарантот на правичноста и праведноста. Ако во тој гарант граѓаните немаат верба или се случуваат такви постапки кои остават впечаток дека не се непристрасни, дека не се што не може некој да влијае кај нив. Тука е крајот на тоа што значи голема доверба во таа власт. Кога велите дека сите граѓани мора да почувствуваат дека правдата важи за сите, дали мислевте на случајот Монструм? Вие добивте 2 поплаки од семејствата на двајца притвореници. Не само за случајот Монструм, кај граѓаните има несигурност или има мислење или има перцепција дека еве овде се поделени во два табора, например на етничка база албанци и македонци. Додека се сомнева дека сторители на тоа дело се албанци, а од друга страна во системот, односно во правосудниот систем, поради тоа што се од друга етничка припадност, тие како да, јас често го кажам, како да навиваат. Сакам да кажем дека многу пажливо треба да се водат овие постапки, а не само овие и другите. Граѓанинот кој ќе ја добие судската одлука треба да помисли само за едно, дека таа е праведна. За прв пат годинава во вашиот извештај се најди работата на извршителите, односно поплаките на граѓаните кои тврдат дека извршителите не плаќаат незаконски. Што констатиравте вие? И системот на извршување не е само извршителот. Туку е цел тој систем еден круг кој мора да функционира. Ако имаш одредено побарување, ако има некој одредено побарување од граѓанин, кое побарување треба да го изврши извршителот? Тој како ќе го изврши? Преку банка? И имавме и такви случаеви каде што? Извршителот вика: да, правобранителе, вие сте во право. Не смееме да зафаќаме такви приходи кои овозможуваат екзистенција на граѓаните, но од друга страна ние добро ги подготвуваме налозите, банките го блокираат целиот износ. И кога
се обраќаш до банките, тие викат нас не интересира. Како да се надвор од овој систем? Како да не е тоа и нивна грижа? Немаме софтвер, и сега прашањето е, кој е виновен? Кој треба да мисли за банкарскиот систем или за софтверот на одредена приватна банка? Граѓанинот? Не. Банката е таа која што треба да го направи тоа. Затоа што и тој закон за извршување, каде што има ограничување на можноста за извршување или за фаќање на одредени примања на граѓаните, важи и за банките. Тие се во Македонија, тој закон е на Република Македонија. Така да, има и случаеви каде што извршителите, тоа е моje мислење, трчајќи по профит, засегаваат и во тоа што треба и во тоа што не треба. Битола како историски франкофонски град веќе 13 години го одбележува Светскиот ден на музиката. Десетина отворени сцени долж најмедитеранската улица во земјата, широк сокак, со настап на десетици музичари од сите музички жанрови го празнуваат истиот. Настаните се отворено по примерот на европските градови. Француската алијанса и Центарот за културна деконтаминација Битола денеска го представуваат 13-тото издание на Солтист, како предвестник на најдолгото културно лето во земјата Битфест. Манифестацијата е поддржана од градоначалникот на општина Битола доктор Владимир Талески во рамките на Битфест 2014. Солтис, Светскиот ден на музиката, е музички фестивал кој се одржува секоја година на првиот ден на летото, 21 јуни. Идејата е од 1976 на американскиот музичар Џоел Коен, кој предложил цела ноќ музичка прослава на почетокот на летото, а идејата за првпат се реализирала во 1982 во Париз. Денес се прославува ширум светот, а особено во 100 градови во Франција, но и франкофонски градови долж Медитеранот. Целта е да се промовира музиката и на аматерските и на професионалните музичари, а од друга страна на публиката да и се понудат голем број бесплатни концерти со различни стилови на музика. Сега и за една друга културна манифестација. Балканското дружење на слепите лица се заокружи со културно-уметничка манифестација со пеење на која учествуваа слепите лица од Бугарија, Србија, Црна Гора и Турција. И ние од многу години насам Заедно со Сдруженијето на слепите од Македонија се сретнуваме доста често. Голема е честа денеска да се присуствува во Битола и гледаме колку е оваа средба значајна за двете здруженија. Ги поздравувам сите граѓани на Битола и им препорачувам да им помагаат на слепите луѓе. Ние двете здруженија им помагаме на слепите луѓе, бидејќи ние не гледаме и се она што го правиме со цел слепите луѓе да бидат задоволни и да не се делат од останатите луѓе. Којто многу се грижи за хората и по този начин. И први пут сам у овом граду Битолу, иако дуго година Првпат сум во Битола, иако долги години соработуваме со Сдруженијето на слепи лица од Македонија. Ова е значајно искуство и голема инспирација да повеќе работиме на инспирацијата и можностите на слепите лица од балканските земји, како би ги афирмирале можностите на слепите лица и на тој начин да успееме да ги тргнеме сите предрасуди. Ние сме земји со слична традиција и култура, но со исти проблеми и во иднина уште повеќе ќе ги интензивираме можностите каде што слепите лица ќе можат да ги покажат своите способности. Са истим проблемима и ми ćemo sigurno u buduće još više intenzivирати. Чест ни е што општина Битола е домајки на спортските игри за слепи лица, настан што за прв пат се одржува во Република Македонија. Од името на општина Битола и во моје лично име им посакувам на сите учесници на овој настан пријатен престој во културна и консулска Битола, им посакувам добра дружба и секако фер игра во надпреварите во шах, домино и глобал. А нека победат најдобрите.
Во рамките на општината продолжуваме со соработката и финансиски ќе ги поддржуваме добар дел од активностите на Сдруженијето на слепи лица од Битола и таа соработка во идниот период уште повеќе ќе се интензивира. Наред се светските вести. Нови сепаратистички напади во Украина и по прогласениот прекид на огнот. И за останатите светски случувања по кратката пауза. Телевизијата која е на страната на гледачите, од сега и на вашите паметни телефони. Секојдневно преку 300 информации во Актуел Свето денес, ритамот на градот, Спорт рапорт, забавниот сервис на Тера. Читајте и гледајте Тера на мобилен. Во Кина убиени 13 лица поради напад на полициска станица. Нови сепаратистички напади во Украина и по прогласениот прекид на огнот. Украинската служба за гранична полиција соопшти дека проруските сепаратисти нападнале 2 гранични пункта и воена база во источниот регион Донецк. Нападите се случија и покрај прекинот на огнот прогласен од страна на председателот Петро Порошенко. Агенцијата соопшти дека 9 граничари се повредени во еден од нападите во текот на ноќта. Порошенко прогласи едноделен едностран прекин на огнот за време на посетата на регионот Донецк на 20 јуни. Во соопштението се вели дека планот има за цел да им даде на сепаратистите време да се разоружат, но не значи дека војниците нема да одговорат на агресија. Порошенко исто така презентираше мировен план кој вклучува воспоставување на 10 километри тампон зона на украинско-руската граница и безбеден излез за странски борци. Инаку рускиот претседател Владимир Путин нареди ставање на трупите во централна Русија во полна борбена готовност. Обама, Меркел и Оланди се заканија на Русија со натамошни санкции ако ситуацијата во источна Украина не се смири. Екстремисти од групата Исламска држава Ирак и Ливан го зазедоа ирачкиот град Ел Хаим, кој се наоѓа на ирачко-сириската граница. 34 лица загинаа во борбите за градот кои почнаа вчера. Градот Ел Хаим е од исклучително значење за екстремистите, бидејќи по освојувањето тие ќе можат практично слободно да транспортираат оружје во сириско-ирачката граница. Шиитските жители масовно се пријавуваат во ирачката армија која иако катастрофално лошо ја водеше до сегашната кампања и натаму представува единствена препрека Ирак да стане дел од замислениот исламски калифат. Владата повеќе пати најавуваше дека армијата ќе започне жестока противофанзива, но сасега ирачките војници не успеваат соодветно да им се спротистават на одлично подготвените и фанатизирани исламистички борци. И двете страни се надеваат на надворешна помош во пресред на одлучувачките битки. Владата буквално го моли американскиот председател Обама да испрати војни авиони да ги бомбардираат позициите на исламистите, а на американска помош се надеваат и жителите на ирачката метропола. Кинеската полиција денеска наутро уби 13 лица во провинцијата Синџијанг кои паркирале автомобил до полициска станица и активирале експлозивна направа. Во нападот биле полесно повредени 3 полицајци, но нема ранети меѓу цивилното население. Пред 5 дена кинеските власти извршија смртна казна врз 13 лица кои беа осудени за тероризам и тешки злосторства во истиот регион. Поддржувачите на афганистанскиот председателски кандидат Абдула Абдула излегоа на улични протести против наводна изборна измама во Афганистан. Голем број активисти маршираа низ улиците на Кабул, извикувајќи слогани против независната изборна комисија. Протестите беа мирни. Абдула, поранешен министер за надворешни работи, ги обвини членовите на изборните органи и други тела дека се обидуваат да ги монтираат резултатите од вториот круг од претседателските избори, одржани на 14 јуни во корист на Ашраф Гани, поранешен министер за финансии. Абдула изјави дека нема да признае никакви резултати објавени од страна на изборната комисија и ги повика Обединетите нации да го надгледуваат пребројувањето на гласовите. Наводите за изборна измама предизвикаа политичка криза пред повлекувањето на војниците предводени од НАТО до крајот на 2014 година. Сега е сезона на летни одмори, но и крадците го чекаат тоа. Затоа преку Facebook не им кажувајте дека не сте дома.
Веќе сме сите на работ со енергија истрошени од целогодишниот ангажман и сите едва го чекаме летниот одмор за да забегаме на најблиската плажа или планина. Секој како може ќе гледа да се одмори и врати полн со живот и елан за работа, освежен од безделничењето и убавините на местото што го посетил. Арно, ама во тие моменти се заборава на едно нешто, што оставаме зад себе и како ќе го најдеме повраќањето. Со цел заштита на имотите, автомобилите, вредните работи, па дури и парите кои ги има, полицијата, поточно одделот за превенција од криминалистички работи, со апел. Отсуството често пати кое го имаат од нивните домови и се должи на тоа кога одат на годишен одмор, а при тоа посетуваат некоја одредена локација, на нивните Facebook профили или Twitter и други социјални мрежи постираат слики, односно фотографии на местата на локациите и при тоа даваат до знаење на криминалците дека тие се отсутни од домот и на тој начин му ја олеснуваат работата и му даваат до знаење дека домот е фактички празен. Не се само оние од градот, туку намета на крадците си оние од селата. Меѓутоа и таа појава е зачестена и во руралните средини каде што се присутни овие земјоделски активности. И во тој дел, значи, апелираме доколку го напуштаат домот на подолг временски период, да ги запознаат нивните соседи, роднини или блиски, се со цел да внимаваат на нивниот дом, додека се тие отсутни. Односно, за да можат да го заштитат сопствениот дом од провали и кражби. Покрај овие веќе наведени превентивни совети, од полиција имаат и посигурни мерки, но и поскапи. Да вградат сигурностни врати со внатрешни шипки со влез, понатаму да стават двојни прозорци за кои се за поголема безбедност и сигурност, да постават алармни уреди или видеонадзор во домот, инсталирање на светла кои се вклучуваат автоматски. Полицијата отпочна и проект за подигнување на безбедносната свест наречен Внимателна заедница, безбедна заедница, каде со граѓани засегнати институции одржуваат средби со цел подигнување на свеста за безбедност, а воедно и ги запознаваат граѓаните со концептот и начините на полицијата при справување и превенирање на вакви ситуации. Конечно и PayPal пристигна во Македонија. На почеток користењето е ограничено на една опција. PayPal преку соопштение објави дека доаѓа на уште 10 нови пазари, а меѓу нив е и Македонија. Влегуваме заедно со Камерун, Белорусија, Монако, Црнагора, Нигерија и Парагвај. Минатата година на листата беа вклучени Египет, Грузија и Србија. Македонците ќе имаат пристап до сајтот за глобална трговија, но во првата година ќе можат да го користат само за купување од онлайн продавници кои го поддржуваат PayPal. За жал, локалното плаќање и префрлување на пари нема да биде дозволено. Најверојатно граѓаните на Македонија ќе можат да отворат акаунт на PayPal наредните денови. Зошто дури сега се влегува на овие пазари, од PayPal објаснуваат дека е потребно време да се подготват да влезат на нови пазари, бидејќи го сваќале менаџирањето на туѓи пари многу сериозно. Но тие исто така верувале на побарувачката за побезбеден начин на купување на глобалната онлайн револуција. Од денеска луѓе од над 200 пазари низ целиот свет ќе имаат можност да го користат PayPal. Планираме да работиме со нашите потрошувачи и да им помогнеме да ги искористат предностите на безбедниот и едноставен начин на плаќање низ целиот свет. Додека технологијата ги отстранува бариерите до глобалната трговија, многу луѓе се предпазливи да ги внесат броевите од своите кредитни или дебитни картички на интернет страницата на некој продавач во странство, вели Руберт Киливец, председателот на PayPal за Европа, Блискиот Исток и Африка. PayPal е компанија основана во 1998 година со цел развој на дигиталното плаќање, давајќи им можност на луѓето да имаат директна контрола на нивните пари. Во моментот има над 148 милиони корисници, а се регистрираат над 9 милиони трансакции дневно. За крај една интересна вест. Путин сака Шварценегер да биде амбасадор во Русија. Рускиот председател Владимир Путин сака Арнолд Шварценегер да биде амбасадор во Русија. Предлогот дошол од правнуката на Никита Хрушчов, Нина Хрушчова. Според неја, поранешниот гувернер на Калифорнија би ги намалил тензиите меѓу Русија и Западот во врска со украинската криза. Таа на својот блог напишала дека Шварценегер ги има сите квалитети кои ги цени председателот Путин. Тој е холивудски актер, а Путин сакат звезди, смета Хрушчова. Таа меѓу Путин и Шварценегер наведува уште сличности и тоа дека двајцата зборуваат германски јазик, па ќе можат да зборуваат за многу теми како и за жени, бидејќи двајцата во минатото и покрај браковите имали афери. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Довидување.